28. јуни 2023 година ќе остане запишана во архивите на фудбалскиот клуб Вардар како ден кога собственикот на клубот во заменување Слободан Крстевски Цове со потписи печат ги предаде комплет акциите на фудбалскиот клуб Вардар во раците на навивачката група Комити. Оваа процедура треба формално правно да се заврши во наредните неколку денови, каде што треба да помине низ институциите надлежни за спроведување на оваа постапка, но дефинитивно е јасно и тоа треба сите да го знаат дека од денес дотичниот господин кој не помогна баш многу, а да не речем повеќе одмогна на овој праволигашки пат на фудбалскиот клуб Вардар, не е веќе никаков фактор во клубот, ниту пак има некакви ингеренции за било што, најмалку да преговара, да го застапува клубот или да ги брани, не де Боже, неговите интереси. Со ова преземање на комплетниот блок на акции, навивачката група Комити го продолжува својот пат трасиран некаде крајот на месец март, месец април, кога ја воведе така наречената мртва стража во клубот, кога успеа да го сопре паѓањето на клубот, да не речем пропаѓањето, и успеа со сите овие акции да го стабилизира клубот и што е најважно со изворедна помош на фудбалерите и стручниот штаб Вардар да влезе во првата лига. Тоа е оно што е најинтересно и останува оно што веќе го знае јавноста, дека Вардар влегува со не така мал буџет, можеби не баш соодветен за неговите историски амбиции постојано да се бори за врвот, меѓутоа околу 600.000, да не речам до 1 милион евра континуиран приход до крајот на годината, односно до првата полусезона, кога со ребаланс на буџетот ќе се утврди годишниот буџет за наредната 2024 година, Вардар е стабилизиран и полека ги почнува подготовките. Оно што е интересно и конкретно, на 30 јуни во 18 часот на стадионот Борис Трајковски, стручниот штаб ќе ја изврши првата прозивка на фудбалерите, каде што треба да се појават сите оние кои со голем успех ја однесоа екипата во првата лига. Единствен што замина, и тоа доброволно со благослов, е Давор Серафимов, кој премина во фудбалскиот клуб Шкупи и за кој трансфер овој клуб треба да му плати на Вардар 14.500 евра, пари кои треба да минусираат дел од тој долг, односно треба да легнат на жиро сметката на фудбалскиот клуб Вардар. Интересно како новитет, кога се во прашање овие подготови, кога е во прашање ова земање залет, да речеме, на Вардар кон неговите праволигашки амбиции, е дека вршителите на раководството, односно ВД, раководството на фудбалскиот клуб Вардар, представувано од еминентни членови на навивачката група Комити, освен организационата ангажираност во клубот, односно неговото правно застапување пред институциите, ќе има и апсолутен надзор и контрола и право на делување во спортскиот. Во тој контекст и од тој аспект, денес треба да се потенцира дека вршителите на должноста раководство на фудбалскиот клуб Вардар поднесоа барање за анулирање на долговите до две институции, односно до Управата за јавни приходи и до Владата на Република Македонија, односно барање за преземање на акционерски долг како во однос на побарувањето од акционерското друштво ПУИ кој управува со градскиот стадион. Тоа е нешто за кое во минатото зборуваме, а кое денес беше ставено на хартија и поднесено до овие институции од името на фудбалскиот клуб Вардар, односно од новите луѓе кои управуваат со фудбалскиот клуб Вардар, односно веде раководството до негово дефинитивно разрешување на ситуацијата со фудбалскиот клуб Вардар. Во овој меѓу период интересно е што има една интересна понуда од нашиот јужен сосед, каде што извесен